A jaz kaj kažem dobro utro na mojata draga koleška Suze i neiziniot gostin Toši Angeleski i 20 ste muzičari. Така е. Добро утро. Зашко расположен. Да, добро утро. Песната нова на Тоше вели не прашувај. Да. Сега јас дали да го прашам Кој нешто? да не прашува, да. Или да го прашам. Може ли да те прашам или да не прашувам? Да се пошегуваме. Може Меѓутоа, секако, да. интересен наслов на песна. Да. Честитки од мене. Фала ви. Ме интересира, еве, па и Сузе може да ми каже и од времето и сега веќе сме во таа машина влезени, нели, во ранобудници. Меѓутоа, многу ме интересира музичарите како ви започнува и дали ви започнува утрото. Па, прво ви Или го благодарам за прескокнуваме. поканата, поздрав сите Секако. гледачи покрај малите екрани. Па денот на еден музичар започнува различно. Понеделникот е стално така малце потежок за будење, затоа што прилично викендите ни се букирани со Верувам. разни настапи, приватни, јавни настапи, така да мислам дека понеделник е така некој преоден ден, иначе другите денови зависно од нормално од другите колеги, али мене почнува денот нешто околу 7:15, 7:30 затоа што сум равнобуден и се занимавам со нешто плюс од музиката, така да Одлично. Ќе И го се може? провериме, утре ќе му се јавиме. Да, ќе му се јавиме. да, може слободно, да. Но кога се работи со љубов, тоа е неизбежно, нели, нема никаков се е проблем, лесно. да. Сузе, повелете. Благодарам Слободанче. Добро утро официјално и од мене Тоше Добро утро. Ангелески. Не е наш прв гостин, се разбира, си били и порано кога сме промовирали една друга песна, но пред да си го започнеме разговорот и прашањата, иако песната е насловена како не ме прашува, и сакам на гледачите, на скопјаните особено, да им го честитам денешниот празник, роден денот на Скопје, 80 години Скопје, одбележува датум или бројка која што е навистина респектабилна, и да посакаме ова наше убаво Скопје да живее, да цвета, да инспирира и да привлекува колку може повеќе луѓе да доаѓаат да го видат Скопје. Да, честитки за 80 години славно Скопје. Скопје е нашата метропола, Скопје е нашиот македонски бисер. Треба да го чуваме, да го негуваме повеќе, да сме повеќе екосвесни околу нашата метропола. Ќе ми е честен референ да испеам за 80 години славно Скопје. Ништо не те плаши, Македонијо, на овој бели свет. Ништо не те плаши, Македонијо, на овој бели свет. Кој душман ке влезе, жив нема да излезе, Македонијо, ти го ставаш в гроб. Браво, Тоше, Благодарам. браво. Уште еднаш среќни 80 години слободно Скопје, да си го чуваме Скопје, да си ја чуваме Македонија. Таа е наша, таа е од сите и за да ни е вечно треба да ја чуваме и да ја сакаме повеќе дефинитивно. Така е, обврска на секој еден човек, на секој еден патриота, верувам дека секој еден човек носи нешто патриотско во себе, е да ја сака, да ја почитува и да ја брани сопствената земја, онака со оружјето кое што секој од нас го поседува, твоето оружје, твојот глас, да речеме во случајот. И се радувам што е вака утрински не почести со една убава песна во скратена форма. Тоше, имаш еден одличен настап на Макфест оваа година и песна која што на вистина се издвојува. Кажи ни нешто повеќе за песната. Па, приградата со Макфест почна околу пролет. Мислам, мојата амбиција беше што од порано да се пријава на Макфест со песна, но И покрај тоа што е ревијален, значи наградите не биле мерило на тоа. Не сме ги размислувале, затоа што Макфест како Макфест за мене, во моите очи, во мојата глава е нешто многу големо. Макфест е, мислам, една многу сериозна организација и мислам дека најдобар фестивал на Балканот, посебно со сета таа нова структура, тој по новиот Макфест. Луѓето се навикаат малце на постариот Макфест. Со новите ветришта, новите ветришта, сили, Макфест така. носи толку многу ведрина, Енергија, амбиција и многу нови музички имиња. На песната работевме па неколку месеци со мојот драг композитор Илија Ѓосевски, да го поздравам во оваа прилика. Не прашувај се ствараше полека и мислам дека крајниот резултат, барем за мене и за мојот композитор, а и за сите тие што е слушна и што е
да гледаат веќе на мојот YouTube канал таа песна, мислам дека ги надмина очекувањата околу квалитет и крајен продукт. И за релативно кратко време и подаривте и спот, така? Па да, Како го спакувавте видеото? Па го спакував видеото, спотот снимаше во Струга на неколку локации, со Цветански да го поздравам и него, што ми го снимаше спотот. Се работеше макотрп, но пред самиот настав на Маквест, за да имаме еден готов продукт. После самата промоција на Маквест, песната се промовираше во петок на првата дебитантска вечер, бев дебитант оваа година, за прв пат наставив. После 2 дена беше објавено официјално премиерно на мојот YouTube канал и мислам дека гледачите и слушателите имаат едно добро парче музика да слушаат македонска музика, нешто модерно, нешто ново. И јас што би рекол национално богатство. И се што се пее на македонски е национално богатство, барем за мене. Поради тоа што реално имам изразени патриотски чувства. Се чувствува, се осеќа тоа. Како и народна, така и забавната музика е се национално богатство, се е македонско и се е нешто плюс за нашата македонска сцена и за целокупно како наша држава заедница. Како човек кој што исто така целиот свој живот го има посветено и на музиката покрај на се она што го работам, многу сакам кога имам прилика да разговарам и да среќавам музичари кај кои нема поделба на жанрови, кај кои едноставно нема граници и нема ова пеам, ова не пеам или ова е добро, ова е лошо. Во музиката нема ништо добро или лошо, има само нешто што е подобро или поквалитетно сработено, отпеано на ниво и нешто што е така протрчано. Ти си инаку апсолвент на факултетот за музичка уметност од сексолопење, што ќе рече дека некако следствено на тоа би требало да бидеш на оперската сцена, ако се држиш до она кое што се учи на факултетот, но сега пред малку ни отпеа патриотска македонска песна, а жанрот на песната која што ја пееше пак на Макфест е нешто сосема трето, што значи дека ти вистински не правиш никакви граници и за тебе музиката едноставно е музика која што допира до нас и излегува од нас за да ја споделиме со илјадници луѓе. Си ли жанровски насочен како се гледаш себе си во иднина и дали може би класичната музика ќе ја оставиш за некои посериозни времиња кога ќе дојдеш во некоја друга возраст или може би паралелно ќе ги тераш сите нешта? Вака, музиката е за мене пред се енергија. Значи, јас верувам во енергија и верувам во музиката, тоа што е стварно за мене пријатна енергија. Иначе, околу студирање на факултет, да, Штип студирав класична музика соло пеење. Тоа ми го отвори, мислам, визите и посебно техничките способности на мојот глас и на мене општо за подобро се прилагодам на... За ти да владееш со гласот, а не тој со тебе, да служи. И многу е битен моментот на тоа оперско пеење како основа на сите музички жанрови. Иако моментално јавно не се занимавам со таа музика, затоа што сум посветен на народната музика, на забавната музика, ќе творам од се по нешто, не сакам да се ограничам, затоа што така имам поширок спектар на некое музичко искуство. Имам почнати како инструменталец. Ти си хармоникаш. Јас сум хармоникаш, да, познаеш, што викаме, татко ми што би рекол, пејач не е занет, да хармоникаш е занет. Да не има и некој дувачки инструмент во позадина, не? Не, и свирам и гитара, и тапани, и клавир, се сакаш така повеќе инструменти, ама мојата кариера ја базирам на забавна народна музика, нешто што е актуелно, што се бара поблиску до народот, до пошироките народни маси. Поблиску до мојата реална емоција, зашто да бидам искрен, во народната и во забавната музика многу повеќе имам изразена емоција него ли во класичната музика, затоа што ние тука нашите подрачја, Македонија и Балканот, сме задоени со таа фолклорна музика, со таа забавна музика, ексју, сите тие, па и некои наметнати работи што не се од таа претходна држава и од сега. Во нашиот генетски код останало нешто. Останал, да, и македонскиот генетски код, почнувајќи од поп музичарот еден Драган Мијалковски, од Калиопи, Владеневски, седата постара, да речем, гарда, до млади забавни пејачи, па и народни Александар Серески, Васкилиева, седо тоа е, мислам, за мене на посебна енергија и едноставно се чувствувам многу добро кога интерпретирам таа музика, и народна и забавна музика. Не сум ограничен да делам, тоа е добро. Мислам, нема лоша музика пред се. Секоја музика е направена за одредена
маса на луѓе да слушаат и да бидат задоволни од тоа. И да си избираат. Па, Значи, многу секој е, има многу право јасно. да си ја избира својата посебно омилена сега музика со и жанр. интернетот сме со широк спектар на вкусови и на едноставно што сакаме да слушаме. Али кога се работи лично за мене негувам и забавната и народната музика, а оперското пеење го оставам за нешто за мене, за приватно дома кога се пеам, кога се распевам некогаш. Ама барем за сега не би се занимавал професионално со тоа, зашто сум посветен на други жанрови што се 100% различни од оперското пеење. Шоу бизнисот. Па шоу бизнисот, да. Со други зборови. Тоа што ти си од Кичево, инаку живееш во Струга. Што те однесе во Струга и дали таму е поголемиот дел од твојата публика и твојата работа, твоите настапи, дали на тој дел од Македонија гравитираат? Па приказното за Струга почна во 2014 година, кога се пресели во ствари во Струга во интернатот и се запишав на средно музичко училиште од втора година, што беше просто невозможно тој период и напоредно ги учев и прва и втора година во исто време, беше многу напорно и едноставно толку многу имам да зборувам за Струга, ама ќе бидам пократок затоа што сме со време ограничени. Во Струга се остварив јас. Едноставно, сето тоа што го сонував, што сум го замислувал, што сум мечтал за нешто, во Струга ми се оствари сите желби. Моментално таму живеам, да. Таму функционираме со некој друг бизнис. Иначе, па не би рекол дека најголемата публика ми е Струга. Најголемата поддршка за почеток на мојата кариера била во Струга, а моментално сум достапен из цела Македонија, од Делчево, Неготино, Битола, Кичево, Гостивар, Тетово и значи моментално сум низ цела држава, имам поддршка од сите градови дефинитивно. Претежно западниот Али дел. западниот регион ми е, како да речам, прво и роден регион, второ и нормална првата поддршка сум имал нормално од почнав во Струга да настапувам 2017 година активно за настапи. Стружани ми е дале првичната поддршка на мотив за тоа да бидам што сум денес и нормално да одам напред. Ама како и да е нормално, Западна Македонија ми е едноставно центарот и најголемата поддршка за старт, мада што околу поддршка, мислам, од сите градови имам кај што настапувам, кај што пеам и често вртиме цела Македонија и фала им на сите што ме поддржуваат едноставно. Добро што не е толку многу голема, па да не можеме да ја посетиме, Па но да, на вистина доволно голема и доволно мала за да можеме и да ја запознаваме и да ја сакаме и да раскажуваме за неј се. Како можат да ве најдат тебе и колегата? Јас мислам дека сте двајца во бендот кои што ете настапувате, ве ве ангажираат. Како можат да ве најдат, под кое име? Па јас настапувам како Тоша Ангелевски, како ми за соло кариера си терам. Кафичи, локали, така појавни настапи сме двајца, зависно некогаш по потреба и тројца. Тие приватни некои свадбени делови што често ги практикуваме, ги работиме, сме фул состав. Ама за околу јавни настапи сме двајца, евентуално тројца. Си правам едноставно моја приказна, соло кариера и како Тоша Англески може да ме најдат низ сите ресторани, кафичи, јавни простори низ нашата така, без Македонија. Која песна не поминува свадба во западниот дел? Која песна задолжително ја бараат, ама секогаш и насекаде? Па во последно време морам да извам тие патриотските песни што мислам јас како Чевчанец мислам во мојот ген, нормално следен од фамилија Стојановски, Воја Становски и целата би рекол една индустрија на фамилијата Стојановски што бренд дефинитивно, мислам тоа е сериозна по нова индустрија и мислам почит до вечна слава на Воја, почит до цела фамилија, тешки професионалци, мислам патриоти и ние Кичево сме многу задоени со таа патриотска музика и Воја Становски едноставно за цела Западна Македонија е поим, како да ви речам. Се уште нема споменик на Воја во Кичево? Па нема искрено, ама би инсистирал јавно, би порачал. Иницијатива, повлечете нога, вие младите. Би повлекол, да, тој човекот заслужува стварно. Ти работи посебно во последните неколку месеци, па да речеме година. Нормално претходно бевме така по осиромашени околу патриотизам, знаеме што ни се случува во државата, еден хаос. Сега малце нормално по-позитивно е со подобра енергија и мислам дека свадбите моментално се базираат на некоја си патриотска основа, мада што без свадба е големи си тие други песни. Не поминува ништо, ама многу се дава акценти нормално поборувачка на народот е од патриотска музика што за мене е многу добро и така добро чувство пред се. Така.
Тоше тука некаде сме на крај на нашиот разговор. Јас, иако ти велеше не ме прашува, јас те изнапрашав многу работи, но сега на самиот крај ми преостанува да ти се заблагодарам, да ти посакам уште многу песни во кариерата и многу фанови и публика. Во иднина со некоја следна песна повторно ќе се дружиме,